Урбанизацијата го стави на колена Водно, белите дробови на Скопјани, уништени шуми, узурпирана и со нови градби, парк шумата Водно, наместо да биде заштитена, се уништува со години. Планината која е создадена да го штити градот Скопје од опасности, поплави и ерозија, ја губи битката, а со тоа и ние. Ова е патот кој води кон сопиште и замислената, никогаш реализирана елитна населба Сончев град, која ја планираше претходната власт. Започна да се гради во 2013 година, кога беше исечена многу шума, но поради свлечилиштето кое се појави, до ден денес не е пуштен во употреба. Водно крие многу убавини, но и штети кои што му се направени. Една од нив е и овој пат кој што требаше да води до елитната населба Сончев град, но никогаш не беше пуштен во употреба. Ридот е пресечен, тлото е нестабилно. Особено местото викано Љути дол, кое што представува вистинска опасност за жителите на Кисела Вода. Мештаните велат дека местото не е безбедно, а насипот и градежниот шут се движат кон куќите во подножјето кои се на оддалеченост од 450 метри. 3-4 пати им се смакна надоле и тој простор никогаш не може да биде безбеден за патот. Кој што викаат, вода тече куде текла, пак ќе тече. Значи овој пат ни е сега како споменик и ни е место кај што може да прошетаме вака пешки. Од другата страна на Водно, во подножјето на населбата Трнодол, ситуацијата е стравична. Во населено место земјиштето еродира и постои опасност да се излизга надолу, а со себе да ги повлече и куќите. Таму во подножјето беше планирана изградба на 3 згради со висина од 16 метри. По реакција на жителите, планот е стопиран, но никој не знае што предвидува новиот ДУП, чија изработка е во тек. Инсистиравме до властите општински при изградба на зградите доле да се заштити брдото од ерозивните процеси. Од лизгање? Од лизгање, да. Снимките ќе покажат. Скалите висат во воздух, со секој пороен дош се зголемува паѓањето на брдото. 10 метра во длабочина е слој кој што е песок, мил, кој што е тоа што вели Дејан потенцијално нестабилно тло и кој во случај да се намокри, кога на пример би се ископале дупки горе за градба кој што се предвидува над самата населба, и низ тие дупки да влезе вода во тој слој од 10 метра, тогаш населбата комотно може да се излизга надоле како на санка и да отиде кај бензинската пумпа. И не е само ова. Парк шумата Водно е узурпирана и од дивата населба со луксузни вили наречена Шпанско село, каде постојано се купуваат нови плацеви за градба. И покрај противењето на екологистите пред 3 години, дел од шумата е исечена за изградба на гасоводот. Сега проектот е стопиран, нема гас, а нема ниту шума во овој дел. Екологистите од граѓанската иницијатива Го сакам Водно, заедно со 36 други граѓански организации и поддршка од група професори од Шумарски факултет, бараат посебен закон со кој ќе се заштити од поплави, ерозии, свлечилишта, уништување на шумите од урбанизација, за што се обратиле и до премиерот Заев. За нив е неприфатливо Водно да биде во 5-та категорија на заштита и бараат стопирање на одлуката, тоа да се регулира според закон за природа. Ова е еден сегмент, мал сегмент, недоволен за да се направи еден реален и вистински закон. Јас сепак сметам дека треба да е закон, ова сега би била одлука со кој што ќе се заштити Водно, ама воедно и Скопје. Не можете вие да размислувате само природата ја заштитуваме. Не ја заштитувате природата, го уништувате градот. Тука се јавува проблемот на зонирањето со студијата, бидејќи таа се прави и само од аспект на заштита на природата. За нив многу голем дел од Водно, некои 40%, влегува во една зона на одржливо користење. И тука е најголемиот аларм. Бидејќи таа зона на одржливо користење, така како што е дефинирана според закон, овозможува страшни малверзации во однос на градби на куќи, па воедно и пасишта и градби на хотели,
Во тој момент со едни такви градби можете да влијаете токму на најосновната намена на водно, односно на ерозијата, на поплавите кои што може да направат големи проблеми на градот. Состојбата на Водно е многу влошена во последните 10 години, кога притисокот со индивидуални градби, узурпација, легализација се зголеми. Со Законот за природа ќе се заштитат природните вредности најбрзо, а изготвувањето на нов специјален закон може да потрае неколку години, вели Методија Саздов, експерт за екологија. Мојот страв е тоа дека ако се оди на лек специјалис, кој што е добар предлог, само ќе изгубиме во тоа што ќе го одолговлечиме процесот и не знаеме кога ќе заврши. Би бил пресреќен ако заврши многу брзо, меѓутоа со оглед на како кај нас се туркаат работите, имам сомнеш. Не можеме да му ставиме европско знаменце на Законот за водното или лек специјалис и навистина ми е страв дека ќе проложат дополнителните притисоци врз водно, што од луѓе, што од економски интереси, генерално притисокот на водно е голем. Во Инспекторатот за животна средина велат дека не вршат надзор над водно, бидејќи е во надлежност на град Скопје, но инспекторираат дејности согласно Законот за природа. Откако е во функција алатката за пријавување, не сме добиле преставка за подрачјето на водно. Откако водно ќе се вклучи во мрежата на заштитени подрачја, ќе превземеме соодветни обврски според законот, вели Ана Петровска, директорка на Државниот инспекторат за животна средина. И додека копијата се кршат околу Законот за заштита на водно, меѓу граѓанските организации и експертите од една и Министерството за животна средина и градот од друга страна, планината Водно, заедно со вегетацијата и животинскиот свет, пропаѓа. Белите дробови на Скопје се зад овие згради. Сеча на дрвја, уништување на извори, изградба на стамбени објекти, лизгање на земјиште, водно е уништувано перманентно со години. Цената за ова ја плаќаат граѓаните на Скопје. Дали сте против уништување на водно, против градење на населби и згради кои се уште трае, сушност тоа трае со години? А јас мислам дека секој кој што е првенствено жител на град Скопје треба да биде против понатамошна урбанизација на водно. И мислам дека и министерството против уништување се извинувам. Да, уништување секако, мислам урбанизацијата делумно секогаш допринесува кон уништување на вредностите. Особено тоа што потекнувам од ресорот кој што треба да се грижи за заштитата на животната средина. Што правите вие за да не се уништи водно? Значи, постојано со години се градат згради, никнуваат населби. Надлежностите во државата се уредени и се поделени помеѓу повеќе субјекти. Има она што се спроведува на централно ниво и тоа што се спроведува на локално ниво. Значи ме интересира на Министерството за екологија што прави да се спречи уништување на водно. Меѓу другото, носењето на одлуката согласно Законот за заштита на природа е еден од инструментите за заштита на водно. Во делот секако на природните вредности. Значи, ние имаме обврска согласно европските директиви, транспониравме во македонското законодавство и сега тоа го спроведуваме. Закон за природа. Законот за природа, да. Има неколку невладени институции и професори кои се против закон за природа и бараат друг закон кој ќе закон биде за водно. имплементиран. Закон за водно. Так. Законите за спас на водно. Ве разбирам. Законите од областа на животна средина не утврдуваат изработка, барем во она што е регулирано согласно директивите, изработка на посебни закони, значи во делот на законодавството од животна средина. Меѓутоа тоа не значи дека не може да се донесе закон за водно. Ресорното министерство за животна средина не е тоа што треба да носи закон за водно. Мислам дека тоа мораме да го расчистиме. Зошто не е можно да се донесе? Затоа што тоа не е регулирано со нашите закони. Значи, нема можност да се регулира. Значи, постои, меѓутоа не како министерството како носител. Тука треба да биде градот Скопје. Значи, она што го регулира одлуката во моментов, покрај заштитата на природните вредности, она не ги дерогира
другите заштити. Значи заштитата од ерозија, да речеме, има се, јас не ги знам толку многу термините. Не е ни важно. Да. Значи, Значи, тие не ги дерогира. Значи, што правите? Кажете Значи вака, конкретно ние што во моментов правите? она што го донесовме како одлука е дека ќе ја носиме одлуката, ќе ја прошириме во делот кој што го бара, да речеме, граѓаните, невладините организации, значи ќе дадеме можност да се опфатат сите аспекти, иако тоа де факто не е барањето на одлуката и законот за природа. Чекајте, додека не се донесе тој закон, значи ќе продолжи уништување. Не, постојат закони во државата. Сите мора да ги почитуваат законите. Законот за води експлицитно кажува дека треба да се има заштита од ерозија, планови за заштита од ерозија. Има ерозија во делот и на водно и нерези. И тоа е локална надлежност. Значи, вие немате никакви надлежности. Можете да се само укинете уште утре слободно. Не можеме да се само укинеме. Значи, но ако немате никакви надлежности да го сочувате водно... Не треба така да ги гледаме работите. Значи, сите наши закони во областа на животна средина регулираат одредени прашања. Законот за води регулира ерозија. Меѓу другото, регулира уште многу други работи. работи. Не се имплементираат тие закони. Ерозијата продолжува, уништувањето продолжува. Имплементацијата на законите во делот на ерозијата не е надлежност на животна средина, е надлежност на локалната самоуправа. Контролата е во надлежност на инспекторатите. Значи мора инспекторатите, централниот, локалниот, контролата ја вршат они. Значи тие дозволуваат ерозија и уништување. Не можам да кажам дека тие дозволуваат, јас само кажам дека тоа е во нивна надлежност. Вие што правите да спречите ерозијата и уништувањето? Дали со нив имате комуникација? Имаме комуникација, меѓутоа она што е... Алармирате ли? Постојано, ние за тоа и постојано носиме програми, носиме планови, акциони планови, што треба да се спроведе. Но на дело останува уништување. Сите стейкхолдери се вклучени кога се носат тие документи. Ние не ги носиме сами, имаме секогаш консултативен процес. Сите ги вклучуваме, вклучително и невладиниот сектор. Значи сте немочни да заклучам. Да го спречите уништувањето. Можеме да апелираме. Значи да апелираме да се спроведуваат законите. Дали се тоа надлежности на централно ниво или се на локално ниво, секако и сите други да бидат вклучени во процесот. Научниот сектор, бизнис секторот, јавниот сектор, значи граѓаните. Овие апели, јас не ги гледам никако лошо апелите на граѓаните. Отвараат процеси. Го отворија процесот на заштита на водно. Но предолго трае тој процес, за жал. Сега, како да кажеме, дали предолго или прекратко трае, меѓутоа се афирмираше. И е многу битно, некогаш процесите започнуваат де факто од јавност и тие треба да ни бидат нас партнер. Ние не го гледаме, не гледаме јавност. Меѓутоа, како да кажам, не сакаме кога сегментирано се пласираат информации. Ме разбирате? Значи, и јавноста кога презентира информации, сакаме тоа да биде концепцијски, да се знае кој е почетокот, кој е крајот. Министерството тоа се обидува цело време да каже. Дека одлуката за водно не дерогира ништо друго, значи ќе регулира еден дел. Остава можност се друго дополнително да се дури закон за водно. Ако се сака, меѓутоа ние не можеме да правиме закон за водно, ќе го поддржиме секако, зошто да не, ако другите институции кои што се надлежни за тоа го прават, ќе дадеме максимален придонес. Ви благодарам, господје Шук. Професоре Блинко, вие сте еден од најголемите борци за спас на водно. Имате и направено многу проекти, но идејата ти е да се имплементираат. Државата, институциите да се заинтересираат за нив и конечно да започне некаков процес на спас на водно. Да, кој што рековте, не само што сум работел проекти, него и многу трудови имам работено. И плюс, лично, кој Скопјанец ме интересира водно, затоа што во тие активности не само што учествувале моите родители, моите роднини во тие пошумувачки активности во 50-те години, 60-тите, туку и водно е најдобриот пример од мојата специјалност. Мојата специјалност е заштита од ерозија и уредување на порои и риск хазард менеджмент. И тоа и водно сум го представил на повеќе светски конференции како најдобар пример. Најдобар пример за уништување на за тоа што е направено за заштита од ерозија и поројни поплави, конкретно
Водно е, според мене, најзначајното шумско-планинско подрачје во Македонија. Зашто? Затоа што го штити главниот град. Во теоријата на риск хазард менеджмент има опасност и ризик. Може да биде некаде опасноста и многу поголема, како што се пороите од Скопска Црна Гора. Меѓутоа, има еден дел што се вика експонираност на ризик. Тука имаме резиденцијални објекти. Тука имаме критични објекти како клинички центар, како школи, институции на градот, институции на државата, кои потенцијално би биле поплавени во евентуално катастрофална поплава од пороите во Водно. Така да ризикот е преголем. Ризикот на градење, се извинувам, ризикот на градење... Ризикот од поплавување. За поплавување говорите, но кога станува збор во комбинација со градење, создавање на населби низ годините... Но тоа е незамисливо. Да. Ма тоа е незамисливо. Тоа е незамисливо. Можете да видите од цело Скопје, се гледаат оние, така да речени, антропогени сипари што настанаа со градбата на патот за Сопиште со крак за Сончев град. Баш имав и колеги од странство и ме прашува што е она. Како да ми објаснам? И тоа особено се гледа кај тој Љути дол и Припорски порој, првите камења до населбата Кисела Вода се веќе на 70 метра. Значи полека тие камења се тркалаат надолу. При еден катастрофален дожд, катастрофален настан, а никој не знае кога би се десил и дали би се десил во наше време. Кој што никој не знаеше и дека не ни сметаше како се случи она што се случи во Стајковци. Значи не знаеме дали би било тоа скоро, меѓутоа има многу лоши симулации во студијата за поплавување, изработена од врвна фирма во нашата држава, се направени симулации на поплавување од пороите од Водно. И тоа е премногу загрижувачки. А со оглед на климатските промени, влошување на состојбата, зголемената честина на интензивни врнежи, може да се и многу катастрофални поплави. Токму заради тоа, ние мора тој систем, безбедносен систем на градот, треба да го одржуваме. Значи, да се одржуваат тие објекти, меѓутоа и да се одржува шумата. Не само да се одржува шумата, него треба и да се надградува тој систем со дополнителни пошумувања, со дополнителни мерки настанати од човечки глупости како што е патот за Сончев град. Јас се борам во овој случај, дали сите знаеме дека Водно е повеќе наменско. Прво е безбедноста, да речеме и војно-безбедносна улога, сепак е геостратешка полозба над главниот град, безбедноста од поплавување на градот и стои од пожари, опасноста од пожари е голема. Потоа доаѓа рекреациската улога, еколошката улога за прочистување и на крај доаѓа заштита на природно и културно наследство. Апсолутен приоритет, според мене, е безбедността. Затоа што постојат повеќе закони. Има закон за природа, закон за животна средина, закон за води, закон за шуми. Сите се хоризонтала, не постои мајоризација. Единствена мајоризација има ако постои закони те што се во врска со безбедноста. Пред се закон за управување со кризи, закон за заштита и спасување. И одредби од други закони, како што е во закон за води заштита од штетно дејство на вода, каде што се поплавите. Или па во закон за шуми, каде што се заштитата од пожарите. Со оваа предлог одлука, нацрт одлука на владата, да се прогласи Водно согласно закон за заштита на природата, фактички се мајоризира според мене најбезначајната улога на Водно во однос на сите оние останати. Такво нешто може да се прави во Мариово, ама не во главниот град, на планината што е веднаш над главниот град. Тоа е незамисливо. Затоа, ние бараме многу поинаков пристап. Само пред се да кажам дека се изработи многу студии. Студија отпорно Скопје, климатски промени, и UNDP и град Скопје. Потоа студија за поплавување на град Скопје.
кај што се тие симулации исто. Потоа се изработи посебен план за одгледување и заштита на шумите, кај што е прецизирано каде треба да се пошуми, каде да се ретчи шумата, затоа што мора да се ретчи за да добие димензии, да биде одржлива, не да попаѓа при некој снег, при некој јак ветар. Како што се случи сега на кај Маврово патот, ако одевте баш сега пред непол месец, да не се случат такви работи. Заштита од пожари. Има посебни мерки. Потоа се направи студија за ерозија и акцијски план на град Скопје. Јас бев раководител на тој проект, нормално и водно. Дополнително, за системот на водно, нерези прибор, се направи анализа на функционалност на системот. Потоа, работна група, составена од членови од повеќе институции, направи план за пошумување, отприлика околу 200 хектари, иако и во тој план за одгледување и заштити и таму има пошумување, меѓутоа не се поклопуваат. Гледавме во работна група да се поклопуваат. Потоа е направено елаборат за приоритетно пошумување. Веројатно треба да распишат тендер. Вие набројувате многу студии, многу елаборати. Да. Сега, со ова, само да ви кажам, сите се комплементарни меѓу себе и се согласени со барањата за безбедност. Едно со друго све е комплементарно. Институциите што направи државата за спас на водно. Сега државата се обидува согласно Закон за заштита на природа, со кој фактички сите овие студии, сите овие мерки што се плануваат, веќе се применуваат мерки некои. Да речеме од планот за одгледување и заштита на шуми. Паркови зелениот си работи на терен. Мерки за заштита од пожари, мерки има одгледувачки мерки, тоа си функционира. Меѓутоа сега, со зонирањето, со активностите, согласно Закон за заштита на природа, фактички ова све може да иде во џубре, во канта за џубре. Дали ме разбира? Затоа што е во колизија. Да не ви кажувам банални примери. Например, вика дозволува напасување добиток во студија за валоризација по Закон за шуми, по Закон за води, тоа е апсолутно недозволиво. Или зонирање на терен, таму кај што е најзначено на Скопје, ставено зона на одржливо користење. Теоретски во зона на одржливо користење можеш да ставиш се и се што. Се и се што да правиш. Само со услов. А моето размислување таму да биде најбезбедносната зона на градот, да биде незамисливо никаква друга активност, што не некоја градежна активност, освен некои биолошки работи, биолошки мерки во функција на градот. Јерне, каква е ситуацијата во Љубљана, дали како во Скопје се уништуваат планини и шуми и на тоа место да се градат згради и цели населби? Ево, таква ситуација у Љубљани никада нисмо знали. Јас знам да таква ситуација постои у више земања на Балкану, знам да е чак у Грчкој и у Италiji. U Ljubljani u posleratnih godina toga nije bilo. Bilo je par naselji gdje su bile crne gradnje i ta naselja bila su neke vrste mrlja, crna mrlja u Ljubljani, a i ta naselja se u prošlih par godina sad već komunalno uređuju, tako da i to se sređava. Inače, u Ljubljani je zeleno, znači šuma i zelena boja u DNK-u, imamo 3 brežuljka i veliki park tu u centru grada, planine su na 10 do 20 km, tako da zaista ta zelena u Ljubljani, zelena puno znači u Ljubljani, tako da te stvari o kome pričate, o čemu pričate, u Ljubljani nema, ne. I moram reći još i to, na snazi je pravilnik ili ne znam, je pravilnik ili je odluka gradska da svaki investitor, je li javni ili privatni, za svako drvo koje posjeće kada gradi nešto, kada ima neki projekt, mora da zasije
barem jedno novo. Tako znači da to je ta kompenzacija koja važi u gradu, da se ohranja, da se uzdržava taj nivo zelene boje, zelenog u gradu. Ти благодарам многу, Јерне. Hvala.